Почитуван колега Пренџов, морам да се осврнам на реториката која користите, затоа што апсолутно е несоодветна не за собрание, туку воопшто во некој јавен дискурс. И еве најдобро намерно, бидејќи соработуваме навистина на многу други теми, јас еве лично сакам да ве замолам да ја смените реториката. Вакви етикетирања и навреди не се дозволени вистина и не е тоа нивото. Тоа е првото што сакам да ви го забележам. Второ, ќе се сложам дека ситуацијата во Македонија е многу позагрижувачка и дека има многу поважни теми за дебата, отколку некои други кои ги наведовте. Со тоа ќе се сложам и со вашето право на критика, се разбира. Но нема да се сложам во делот на адресирањето на вината за вакви непродуктивни дебати, за кои исто се сложувам кое е мислењето на граѓаните, ама не е само делот од мнозинството кој учествува во вакви дебати. Ние 2 дена овде дискутираме тотално за нешто што е небитно, ниту значајно, на крајот се сведува кој пратеник ќе биде член на некоја комисија. Па ние во меѓувреме сме смениле членувања во комисии, еден куп пратеници, никогаш не било тема на дебата 2 дена, но не се ваше право, но не можете ако го трошите времето и ресурсите на собранието, односно на граѓаните, за тоа само да обвинувате еве позицијата и така натаму, кога и вие директно, целата опозиција учествува во ова. Дали е за вас прифатливо во едно собрание на пленарна седница цел ден вчера, па и ноќ дури, до 10 и нешто ноќеска седевме и дискутиравме за дневен ред. Кои беа поентите на дневниот ред? Точка 2 да стане 6, точка 3 да стане 10, првата да се симне, шестата да се качи. Тоа е дебата. Дали е тоа дебата соодветна за едно собрание? Се разбирам, секоја критика, но ова е злоупотреба на демократијата. И ако веќе зборувате дека треба апсолутно да се грижиме за економскиот бенефит на граѓаните, ајде од тука да почнеме. Ајде од собраниево да покажеме ефикасност, продуктивност, да не се бавиме со илјадници амандмани, со блокади, со бесконечни дискусии, кои што не се сега, мислам, овој период. Јас еве 5-та година сум пратеник, многу често тоа ни се повторува. И затоа потоа пак ќе повторам, сум го кажала ова еднаш, кога ќе ги прашате граѓаните што мислат за собранието, велат дека е тоа циркус. И затоа потоа пак оценка на дебата е 2 и сега последното истражување од 1 до 10 оценката е 5. А за културата на политички диалог, мислам, видовме во извештаите. 3, катастрофално. Благодарам.